Добро утро. Токму така, 20 март е денот посветен на франкофонијата и се празнува ширум светот. Исто така и кај нас во Битола, Француската алијанса и амбасадата на Република Франција во Македонија веќе 3 децении со бројни активности го одбележуваат и го празнуваат франкофониската пролет, како што е наречена, и сите овие активности посветени на францускиот јазик. Од градот на конзулите ово утро имаме чест наша гостинка да биде госпоѓата Калиопа Кривашија Стилиновиќ, почесна конзулка на Република Франција. Добро утро, конзулке. За почеток ќе почнеме, иако можеме да кажеме дека пролет официјално се уште не е пристигната, меѓутоа во Битола франкофониската пролет веќе започна. Што представува месецот на франкофонија и зошто е важно неговото одбележување? Најпрво благодарам за поканата. Точно, пролета се уште не е започната, меѓутоа ден пред официјалното започнување на пролет, ние го празнуваме 20 март како меѓународен ден на франкофонијата. Или, ако сакате, месецот март, овој убав пролетен месец, како месец на франкофонијата, со тоа што имаме толку богата програма во Битола, што одлучивме дека ќе ја наречеме франкофонска пролет, токму заради тоа што активностите се во месец март и во месец април. Значењето е огромно, најмногу за она што представува франкофонијата во светот, затоа што 75, мислам дека држави во светот и околу 390.000 жители на тие држави, можеме да речеме, и околу 220.000 франкофони низ светот, припаѓаат на едно огромно семејство, кој што не само што го споделува францускиот јазик, туку споделува и универзални вредности, како што се универзални вредности демократијата, мирот, одржливиот развој, поддршката во образованието, во високото образование, во истражувањето и сето тоа, како што спомна, во функција на еден универзален одржлив развој. Активностите стартува во петокот со современа танцова представа. Каква е овогодинишната програма? Што предвидува? Да, во Битола почнавме прилично авангардно, токму со една танцова представа која што го спои движењето со толку сега актуелната вештачката интелигенција и поинаку и тука ќе ја нагласам улогата на Францускиот институт, Француската амбасада, Француската алијанса, кој што донесува во Битола толку убав настан и авангарден, секако. Продолжуваме, значи на 31 март имаме една голема приредба која што ја подготвува моментално Француската алијанса, нашите ученици ќе учествуваат од алијансата и од училиштата во градот кои што го изучуваат јазикот. Ќе завршиме со една вечер со диџеј, со француска музика, потоа имаме на почетокот на месец април се вечери, односно недела на франкофонски филм. Имаме отворањето со швајцарски филм, а на програмата ќе прикажеме европски и други филмови како што е од земји како што е не само Швајцарија, нормално Франција, Белгија, Грција е тука, Романија, Албанија и Канада. Од кога ќе завршиме оваа филмска програма, така да ја наречам, на 9 април во Културно-информативниот центар во Битола ќе имаме еден концерт на француски джез музичари, каде што ќе се обидеме на битолската публика да и го доловиме онај француски джез мануш, по кој што е позната Франција. Исто така, во продолжение ќе имаме една мала школа за анимиран филм, краткометражен, поточно за краткометражни филмови, наменети за младата публика, со кои што се прави една едукација преку филмот. Тоа е таа мала школа секоја година што ја организираме. И тука е и почетокот традиционален на Джез Фабрика фестивалот, исто така на 16 април со едно трио, джез трио, Карим Билал, кој што ни доаѓа од Париз.
Исто тоа и се заокружува месецот на франкофонија. Меѓутоа, оваа франкофониска пролет, овој месец е особено значаен затоа што одбележуваат и два големи јубилеја. Да, интензивни се активностите во Битола и се во функција на нашите убави годишнини. 30 години конзуларно делување во Битола, исто така 25 години од Француската алијанса, која што стана и еден препознатлив сегмент од нашето живење во Битола, во образованието, во културата и слично. Ги споменавте и учениците кои што ќе бидат дел од сите активности. Каков е интересот на младите за изучување на францускиот јазик и француската култура? Ние имаме една стандардна, да речам, целна публика и секогаш ни е бројката, задоволни сме, секогаш ни е една константа бројката на оние кои што го изучуваат францускиот јазик во Алијансата и во училиштата во Битола, во основните, каде што почнуваме со јазикот, толку повеќе што Франција учествува, француската амбасада, односно францускиот институт учествува повеќе години во еден регионален проект за сензибилизација, за изучување на францускиот јазик, кој што пред моментот кога учениците можат да одлучат за тоа кој јазик, втори јазик ќе го изучуваат во основното образование, ние пред тој момент им го доловуваме францускиот јазик, ги приближуваме, ги сензибилизираме преку настава во некои предмети во основното значи образование, за да можат да го слушнат јазикот и така да ја почувствуваат разликата и едноставно доколку сакаат после тоа да го одберат. Да го засакаат. Да. На кој начин ваквите активности придонесуваат за зајакнување на културните врски со Франција, меѓутоа и со франкофонискиот свет? Апсолутно. Културата, образованието се мостови кои што ги поврзуваат луѓето, ги приближуваат. Битола има можност да биде дел од таа француска култура преку бројните активности. Учениците имаат, сите оние што ги посетуваат, што го изучуваат францускиот јазик, имаат можност, ние тука имаме и билингвална паралелка во гимназијата, учениците многу патуваат, многу им учествуваат во размени и сето тоа еден мозаик од настани, активности со кои што сме дел и ние и Битола и нашата земја, нормално како сме дел од тој франкофонски свет. Така, ви благодарам за вашето одвоено време и посакувам францускиот јазик да биде се поприфатен и учениците се почесто да се одлучуваат да бидете втори јазик кој што ќе го изучуваат. Благодарам. За крај останува да ги поканиме сите оние љубители на францускиот јазик и француската култура во следниот период, односно до 16 април, доколку имаат можност да ги посетат активностите кои што се опфатени со оваа франкофониска пролет во Битола.